Добро вечер и добро дојдовте во овој убав простор на Europe House, каде што вечерва или и нашите гости ќе ја презентираме едицијата Арго, едиција која што засега има 3 книги, преводи од старогрчки и од латински јазик. Сите преводи се на Светлана Кочовска Стевович. Тоа се книгите Трагедијата Медеја од Сенека, вистинска приказна од Лукијан од Самосата и втората Филипика од Кикерон. Две од нив се финансирани поддржани преку нашето Министерство за култура, а Медеја преку Европската програма Креативна Европа на Европската Унија. Особено ме радува појавата на едицијата Арго, не само како класичен филолог, бидејќи представува една очигледно специализирана програма на преводи од класични јазици, барем така се насетува по првите 3 изданија и се надевам дека така и ќе продолжи. Предпоставувам дека и името на едицијата не е случајно, веднаш асоцира на антиката, на античката митологија, на коработ Аргос со кој што аргонавтите пловеле по златното руно и предпоставувам дека денотативно символично, барем мене, ми сугерира патување по азно, потрага по вредности, веројатно ја означува и концепцијата на едицијата и исполнување на некаква задача, цел, мисија и веднаш асоцира и на антиката. Сите овие 3 дела се од античката книжевна традиција и припаѓаат на античката книжевна традиција. Станува збор за 2 дела напишани на латински јазик и едно на старогрчки јазик, од 3 автори. Интересно е што се настанати во 3 различни временски одсечки од првиот век пред нашата ера до вториот век од нашата ера. Заедничко им е тоа што 3 автори припаѓаат на класичниот или доцна класичниот период на античката книжевност, грчко-римска се разбира. Заедничко им е тоа што сите овие 3 автори, и Сенека, и Кикерон, и Лукијан, се реализирале во различни книжевни родови. Сите 3 се занимавале и со филозофија, и со беседништво, и со книжевна продукција, а заедничко им е ете и тоа што сите 3 денеска, по повеќе од 2000 години од нивната рецепција, се тука пред нас достапни за читање и за насладување и на прекрасен македонски јазик. И тоа благодарение на издавачот Или, но пред се на преведувачките компетенции и на ангажманот, огромен ангажман на еден ист автор на преводот Светлана Кочовска Стевович. Трагедијата Медеја на Лукијана и Сенека, таа е првата интегрално преведена римска трагедија на македонски јазик. Родениот хиспанец од Кордоба, Лукијана и Сенека, веројатно на пошироката публика и е повеќе познат по неговите философски ставови, како еден врвен моралист, како представник на стоичката философска школа или како тутор и советник на царот Нерон подоцна. Но всушност многу позначајно за Сенека е тоа што е тој најрепрезентативниот представник на така наречениот нов стил во римската книжевност, кој што извршил многу силно влијание во подоцнежната римска книжевност, но и во европската книжевност воопшто. Постојат мислења, некои мислат дека оваа трагедија е пишувана за читање, а не за прикажување на сцена. Други сметаат дека има докази дека била изведувана на сцена пред публика, но без разлика дали е точно едното или другото, ова е трагедија пишувана за римска публика
и за римскиот вкус. Затоа Медеја на Сенека е многу пожестока. Медеја на Сенека е подива од Еврипидовата Медеја. Дејството, јазикот, стилот се карактеризираат со патетика, со афективност, со една артифицијелност, темни тонови, реторски елементи, многу фигури, тропи. Значи, тоа е трагедија за римскиот културен простор во секој случај. Следниот пак наслов и дело не води во временски, не води еден век подоцна, вториот век од нашата ера, а географски сосема на другата страна на тогаш познатиот свет. А тоа е на бреговите на Еуфрат, во градот Самосата, каде што во 125-та година се родил Лукијан. Токму романот или сатирата или пародијата, вистинска приказна, е неговото највлијателно дело и за тоа има аргументи. Би рекла дека на читателот на оваа проза најмногу му импонира духовитоста на авторот, комичноста, која што и според старите теории за смешното, но по мое лично мислење и според нашите денешни сваќања за духовито и комично, навистина забавува, но и воодушевува со ученоста која се манифестира со бројните интерполации, односно интратекстуално вметнати цитати, алузии, референци на книжевни дела и автори од класичната литература. Најновата пак членка на ова друштво и најновата објава од едицијата Арго е Кикероновата беседа Втора Филипика, наречена Втора Филипика, која што е една од 14 беседи кои што Кикерон ги одржал или некој само ги напишал против неговиот политички опонент Антони, застанувајќи во одбрана на републиката, републиканското државно уредување и со самозададена мисија да го спаси Рим и државата од апсолутизмот и диктатурата која би дошла на власт заедно со Антони. Сопствениот инструктивен предговор во кој темелно го представува и историскиот контекст, следот на настаните, мотивите на Кикерон и клучните карактеристики на самата беседа се разбира од аспект на структура, реторски и стилски обележја и се она што е нужно и за помалку упатениот читател. Кикерон во овој говор го инвестирал сето свое реторичко знаење и беседничко искуство, па согласно своите претходно објавени реторички дела во јазичниот израз инкорпорирал цела лепеза на стилски фигури, екскламации, реторички прашања, хиперболи, метафори, пукал со сите оружја, со други зборови. Авторот на преводот, Светлана Кочовска-Стевовиќ, и овде успешно се справила со предизвикот и на соодветен начин ги разрешила, ги приспособила, но без при тоа да се наштети на изразноста, на духот и тонот на беседата. Јас инсистирам на терминот автор на преводот, а не преведувач, затоа што во книжевниот превод, а особено во преводот од неговорни јазици, како што се латинскиот и старогрчкиот, кога преведувачот има пред себе задача не да го пренесе само значењето на текстот, туку да трансферира еден цел културен систем, еден сосема различен контекст на настанување на книжевното дело, тоа се претвора во коавторство, би рекла. Особено и поради една друга причина. Ниту едно дело од античката книжевност до нас не стигнало во автограф. Тие стигнале преку една долготрајна трансмисија. Преписи од преписите
кои што се до појавата на печатницата биле осудени на писарски грешки, на строгиот суд на христијанските скриптори, кои дела се погодни за препишување и за зачувување од заборавот и така натаму. Значи, во тоа патешествие ни се појавуваат нам сега различни изданија, различни верзии на оригиналните текстови. Преведувачот, доколку е тој професионален, доколку е совесен и коректен, од тие изданија, ракописи, едиции треба да ја одбере најсоодветната, да го аргументира својот избор, или да работи со повеќе од овие ракописи. Затоа велам дека е многу поголема одговорноста одошто да се работи од современ јазик, превод или препев, сеедно. Уште една карактеристика на преведувачката постапка, заедничка за сите овие три преводни изданија, е тоа што авторот на преводот Светлана Кочовска-Стевовиќ не се колеба во дилемата толку присутна и неизбежна во традукологијата, буквален или слободен превод, сурсистички или сибилистички пристап и така натаму. Туку ги балансира на најдобар можен начин, со еден типично филолошки пристап, филолошки превод или препев, крајно честно и одговорно, и кон изворникот од кој што преведува, но и кон читателот кој што го консумира преводот. Колешката Стевовиќ е веќе афирмиран преведувач со десетина објавени преводи или препеви, повеќето од латински и помалку од старогрчки јазик. Сите се изработени според највисоките стандарди за преводи од класичните јазици. И посакувам уште многу вакви успешни преводи на едицијата Арго, и посакувам да плови во спокојни води и да се надополнува и товари со вакви слични бисери понатаму. Ви благодарам. Како и секоја специјализирана едиција, така и едицијата Арго поврзува авторски имиња со специфичен етхос, отвара простор за избор, споделувајќи дела како места за мислење и начини на живот. Такви се имињата на прозаистот и беседник Лукијан од Самосата и неговата новела Вистинска приказна, која, пародирајќи ги елементите на античкиот авантуристички роман, денес се восприема како прво научно-фантастично дело на западната книжевност. Такво е името на римскиот поет и прозаист Лукијан и Сенека и трагедијата Медеја, која заедно со 9 негови драмски дела важат за единствени примери на римската трагедија што се сочувани до денес. Таков и римскиот оратор, прозаист и обстественик Марк Тулий Кикерон, кој го наоѓа своето место во едицијата Арго со неговиот пригоден политичко-советодавен говор Втора Филипика. Секако, за споменатите автори и дела може да се зборува и како за значаен прилог во повеќе децениската преводна рецепција на античката литература на македонски јазик. Во таа насока особено внимание привлекува препевот на драмата Медеја од Сенека. Овој прв објавен препев на римска трагедија на македонски јазик на најопшт план представува одговор на стремежот за еквилинеарен и изоритмичен препев како основен критериум при преведувањето, односно препејувањето на класични драмски дела. Новелата Вистинска приказна од Лукијан, со која едицијата Арго го отпочна своето книжевно патување во 2020 година, е трето поред преведено дело на Лукијан кај нас. Најпознатото и најинтригантно дело на Лукијан, Вистинска приказна, се појавува на македонски јазик по објавата на диалогот Распродажба на филозофии во превод на Даниела Стојкова во 2002 година и по објавувањето на списот Како треба да се пишува историја во превод на Воислав Саракински во 2004 година. Интересно е да се спомена дека сите овие преводи всушност се надоврзуваат на интересот за творештвото на Лукијан, што своевремено го пројавил македонскиот преродбеник Јордан Хаџиконстантинов Џинот, кога во Цариградски вестник ги најавил своите преводи на 2 дела од овој автор, кои до денес не се сочувани или се уште не се пронајдени. Најновото издание во рамките на едицијата Арго е говорот Втора Филипика од Кикерон, и тоа е дело кое е осмислено како реакција на претходно искажана беседа на Марк Антониј против Кикерон. Тоа се надоврзува на преводната рецепција на античкото говорништво во Македонија,
која започнува кон средината на 90-тите години со појавата на Кикероновите говори против Катилина во превод на македонски јазик од професорката Љубинка Басотова. Ми се чини дека нема да биде пренагласено, доколку на крајот од представувањето на едицијата Арго се послужам со зборовите што ги искажува Вирџинија Вулф по повод покренувањето на класичната библиотека Лоеб, покажувајќи оваа читалница како подарок на слободата, затоа што и покрај револуционерноста и стратешкото значење што го има проектот Лоеб денес, 100 години од неговото основање, во неговите зачетоци ги препознаваме зачетоците на благородната цел, што пред себе ја има и едицијата Арго и секоја друга едиција од ваков карактер, а тоа е да се направат што подостапни убавината, мудроста и духовноста на старогрчките и римските автори, преку преводи кои сами по себе се парчиња вистинска литература, подкрепена со критички текстови на оригиналните дела. Ви благодарам. Многу се радувам што се промовира едицијата Арго токму во овој простор, поврзан и со наградата Вавилон, посветена на младите преведувачи, која треба да ги охрабри и веќе наскоро ќе биде и јубилеот, ова е 9-та веќе година. Мислам дека токму овие три наслови би можеле да бидат еден вид, меѓу другото, еден вид учебници за овие млади преведувачи. Ни даваат можност да ги запознаеме темелите. Јас би зборувал од гледна точка и на компаративната книжевност на огромен број неодминливи, не само книжевни, туку уметнички дела. Се наоѓаме во Europe House, како ќе замислиме европската литература, култура, па се до европскиот филм, па дури неодамна го гледав од Гилјермо дел Торо, најновиот Пинокио, без овие наслови. Како би ги интерпретирале, пред малку беа споменати долгата низа авантуристички романи кои се надоврзуваат на вистинска приказна без ова четиво. Навистина, како еден вид екстрактис ги доживувам овие книги, навиду мали по обем, но огромни по значење. Како би го читале Гуливеровите патувања, како би го анализирале Рабле, или пак ако одиме се до денеска научната фантастика, нели? Овде се практично ставени фундаментите, темелите, а сега гледаме некакви одрази, или ако говориме за Сенека, неговото влијание врз развојот воопшто на европската трагедија е огромно. И сега ја добиваме Медеа и добиваме можност сега на нов начин да ги читаме книжевните дела кои се настанати во диалог или како еден вид творечко надоврзување на Сенека. Ви благодарам многу, Весна, Владимир, Дарин. Наистина секој од свој агол, од своја перспектива убаво ја представи ова едиција. Јас би сакал да кажам дека ова мала едиција според мене така симпатично дизајнирана од Марија Смилевска. Внатре ќе видите во импресумот стои главен и одговорен уредник, но на сите ви е јасно дека идеен творец, инспиратор, не само автор на преводите и на препевод е Светлана Кочовска-Стевович. Како човек кој што пред да дојде на катедрата за општа и компаративна книжевност бев во Националната и универзитетска библиотека и имав искуство да работам таму со ракописи, ме заинтригира она што го кажа професорката Весна околу изворите и како изгледа тој процес да се дојде до еден конечен формат на превод, имајќи предвид дека има толку... Нема конец. Не, мислам на онаа верзија до која што вие сте дошли, имајќи предвид колку материјали има и колку тие се достапни кај нас, како одеше тој процес, бидејќи за црковно-словенски конкретно ги имаме. Имаме некакви модерни едиции кои што се некаков вид на колаж. За среќа и ние имаме модерни едиции. И тоа повеќе различни модерни едиции кои што се
изработени, подготвени, откако веќе тој процес на, значи, да, така што не работиме со ракописи. Тоа се изданија кои што при работата нужно е всушност кога се работи превод на класично дело, на дело од класичен автор, да се споредуваат затоа што во нив постојат огромни. Се разбира дека тоа може би варира, не е случај со сите дела и во еднакви размери, но во основа постојат разлики во тие изданија. Конкретно во однос на овие 3 книги, најмногу разлики постоја во текстовите, односно во изданијата на Вистинска приказна, што веројатно се должи на цензура. Односно, некои делови од Вистинска приказна во некои ракописи, односно во некои изданија, се недостасуваат, има лакуни во текстот, а во други ја нема таа лакуна, и тоа предпоставувам, затоа што се тоа некои специфични места, предпоставувам дека во некои ракописи постоела лакуна точно на тоа место во текстот, која што се должала на желбата на препишувачот да просто да го избрише тој дел од ракописот. Но за среќа ние денес, за среќа или за несреќа, значи работиме со изданија, така да, не со ракописи. Навистина сум трогната од сите овие убави работи што ги слушнав тука, но како велат, не кредас лаудаторибус туис. Така што јас ќе продолжам да преведувам. Арго се разбира дека е едиција која што е отворена за преводи од класични јазици. Значи, таа е концепирана пред се како едиција во која што ќе се објавуваат преводи од латински и од старогрчки. Така што се надевам дека и во иднина Арго успешно ќе плови и дека ќе дојде и дека ќе го најде златното руно. И ви сакам на крајот да ви се заблагодарам на сите тука присутни и се надевам се гледаме во некоја следна ваква убава пригода. Благодарам.